Добар ден, почитувани драги пријатели кои што не гледате, кои што не слушате. Еве, уште една емисија од серијалот помеѓу мене, Лазар и мојот драг пријател Милан. Овој пат во малку изменета конотација на улоги. Обично он ги отвараше овие вака разговори и почнуваше на интересни теми за разговор, но овој пат јас сакав да започнам со разговорот, бидејќи имам една интересна тема, односно прашање за мојот драг пријател и колега Милан. Знам дека беше на мало едно патување, кое што беше професионално поврзано со одредени активности. Беше во Шпанија. Така, Билбао. Билбао. Можеш ли да ни кажеш што има во Билбао, па да идеме и ние, ако има нешто интересно. Има интересен град, тој е Билбао. Добро. Има интересно крајбрежје, има интересни пинчос, има интересни Значи винца, пробај пинчос и винца малку, Јас така? почнав со она што е интересно, веројатно. Добро. Прво да ја направиме на НЗС со сите останати, а понатаму да ти благодарам пред се на прашањето. Иако кога зборувавме, имав и момент да ти предочам дека нели бе во седиштето на Европската агенција за заштита при работа или за безбедност и здраве при работа, и затоа е да го повторам тоа. Редовно одржуваме средби како фокал поинти на Европската агенција за безбедност и здраве при работа, и како македонско здружение ние сме фокал поинт за Република Македонија, и кога сме таму, бидејќи ние сме предпристапна земја, ние сме во на некој начин наблюдувачи на активностите на фокал поинтите од Европската унија. Всушност, ние не се задоволуваме само со наблюдувачи. Верувам во тоа, познавајќи те тебе лично и како професионалец и како човек, знам дека излегуваш еден чекор понапред секојаш од само она Да грееме површно, посматрање и гледање и статистичка бројка таму. Верувам дека тоа сосема е поинаку. Значи за оние што прв пат слушаат, можеби, преку овој наш разговор, во Билбао, во Шпанија, се наоѓа седиштето на Европската агенција за безбедност и здравје, Европска агенција во смисла на Европската унија, така? Во таа смисла, фокал поинт тоа би значило дека си во одредена смисла представник на Република Македонија за прашањето од безбедност и здравје, значи здруженијето, Македонското здружение за заштита при работа, и ти како представник од самото здружение, како човек физички одиш и присутен си таму, разговарате за одредени прашања. Јас искрено од аспект на Европската директива, значи од европските стандарди нормативи, познато ми е што се разговара, што се прикажува, кои се темите на дневен ред обично и така натаму и така натаму. Меѓутоа, мене ме интересира нешто друго. Како е тоа in life? Значи што се случува таму во живо кога е човек? Какви се тие дискусии? Дали се големи дискусии кои што се жолчни дискусии или се во една смирена атмосфера, дали се отвараат прашања, дали се работи на подобрување на системот во Европска унија? Сигурно дека се работи, но со кое темпо, со која динамика и така натаму. Како ти тоа го гледаш? Пред се да ја објаснам улогата на Европската агенција за безбедност и здравје при работа. Можеш. Таа всушност, например, е назначена од страна на Европската унија како агенција која ќе се занимава со унапредување, промоција на перцепцијата генерално за за создавање на една превентивна култура, поточно за безбедност и здравјето. Значи поентата е превенцијата. Да, генерално луѓето кои си ги ценат своите пари, сватиле една работа дека е многу тој што ние го знаеме, ама некако го забораваме, дека подобро е да спречиш него да лечиш. Да. Неси. Оно што се случува на тие состаноци е всушност дефинирање на следни чекори поврзани со одредени аномалии, поточно одредени ризични категории на индустрии, поточно индустрии кои највеќе ги повредуваат европјаните заради кои најчесто страдаат на работните места и така натаму. Се прават и анализи и врз основа на тоа се детерминираат одредени кампањи
кои што се Како идат кампањите, например? па Тоа види, иде на европско ниво комплетно или оди по региони или по одредени земји членки? На европско ниво, затоа што се обидува Европската унија да делува како една. Да не се лажеме сега, ни една земја нема идентичен закон, ни една земја нема идентичен така систем, е. ни една земја во Европската унија нема идентичен пристап кон работиве, затоа што генерално се базира на една традиција која всушност е втемелена во тие општества. Но тие генерално кога зборуваат за тоа дека е потребно да се најдат заедничките врзивни ткива и заеднички да се делува, бидејќи дај да не се лажеме, и таму како и вамо стручните лица за заштита при работа, за безбедност и здравје при работа, по медицина на труд, по не знам, разни други категории кои се занимаваат со ова како што се индустријска хигиена, се во рамките на статистичка грешка. Зошто го зборам ова? Го зборувам ова заради тоа што многу мал број луѓе кои ќе го споредите, да кажеме, бројот кои професионално се занимаваат со тоа, кои се бават со тоа и бројот на редовно вработени, ќе видите дека е огромен бројот на редовно вработени, но е многу мал бројот на оние кои професионално се занимаваат. Не е тука болката. Болката е на едно друго место. Болката е во перцепцијата, да кажеме, на едно општество кон проблемите кои се врзани, да кажеме, со културата на работното место. Оно нешто што го споменавме и на минатиот пат. Не и се. На состаноциве кои всушност сум присутен, не се тоа состаноци кај што нешто, не знам, многу жустро се дебатира, него многу повеќе се информативни состаноци каде што професионалците редовно вработени во Европската агенција изложуваат своји планови врзани со буџетот со кој располагаат, кои според јавно декларираните, да кажеме, бројки некаде околу 15 милиони евра, и всушност во однос на тие кампањи кои ги спремаат, кои ги анализираат со разни институции, разни институти, разни социјални партнери, тие всушност ги понатаму преку одредени агенции ги спроведуваат низ земјите членки на Европската унија. Од друга страна, да не се заборави дека Агенцијата за безбедност и здравје при работа, Европската агенција, има свој управен одбор кој всушност е составен од социјалните партнери. Значи, На европско. Така, сите оние кои што се представителни или имаат своја генерална функција, тие се членови на тој управен одбор на оваа агенција. И сега, кога зборуваме за состаноците, она што е интересно за овој пат, што би сакал да го споделам и со нашите пријатели гледачи, од другата страна е дека оваа година се одбележуваат 25 години од постоењето на агенцијата. Тие 25 години некако поминаа премногу брзо. Самата агенција направи многу во однос на незиното промовирање на превентивната култура, но ја мислам дека има уште многу, барем според оние разговори кои ги имавме и во групите, но и директно, се уште местото на професионалците не е на тоа високото ниво на кое што ти би сакал да го видиш, па, за кое што се би залагаш и за кое што се залагаме сите ние заедно. Да, сега ти ја спомна всушност концептот на превентивна Европа, на европскиот систем, на европските вредности, или би рекол европската парадигма за превенција од повреди и несреќи при работа, наспроти спротивната идеја, тоа е да се санираат повредите, се чини дека оваа агенција го дава во рамките на своите можности, капацитети и ресурси, дава одреден придонес, подбутнува во оваа насока да се движат работите, со оглед на тоа што е релативно помлада агенција и самиот еве спомна всушност од 1994 година. 25 години. Да, отприлика 25 години е во незиното постоење. Што мислиш ти, например, дали на Европа е потребно нешто друго, имајќи го во предвид релативно задоцнетиот то препознавање на потребата за што поголемо актуализирање прашањата од безбедност и здравје при работа,
дали е потребен можеби рефреширање, не ребрендирање, него рефреширање внатре структурално, можеби организационо и функционално на самата агенција за исполнување на својата мисија, или можеби е потребно и нешто повеќе од агенција, можеби некој друг орган или нешто слично кое што би можело на европски план да помогне за да се оствари идејата и мисијата за превенција од повреди не сега при работа. Лазар, идејата на една ваква агенција, например, е јасно дефинирана од самото нејзино формирање. Тоа е дека свеста на големиот број на учесници во самиот процес на труд не е доволно, не е на доволно високо ниво низ целата Европска унија. И сега, тие се обидуваат добрите пракси да ги канализираат, да ги споделат со што е возможно повеќе засегнати страни и да стигне на крајот на крајовите до крајниот корисник, тоа е работникот. Но од друга страна, например, секако дека функционира во самиот секој домен, да кажеме, на Европската унија функционира на мисла на превентивна култура, затоа што ниедна од тие земји, дури ни Германија, не е доволно богата да се справила со последиците на несреќи на работа. Затоа што самите тие по себе, ако одиме според некоја статистика која тие ја комуницираат, на секој 3,5 секунди им се повредува по еден човек. Точно. И ако го спомнам веќе Германија, јас имам статистички податоци колку само на годишно ниво чини една поголема фабрика, конзорциум, да речеме, во Германија, колку го чинат боледувањата, отсуствата од работа и повредите кои што се случуваат на работно место, и дефинитивно луѓето сватиле дека подобро е нешто да се преземе претходно, да се превенира. Секогаш. Мене ми е идејата дали ова европска веќе идеја и, па би рекол, систем кој што се развива, кај нас ке заживее и кога? Веќе зборувавме нешто на ова, зборувавме од овој него. аспект, Знаеш, меѓутоа веќе кога спомнуваме Европскава агенција за безбедност и здравје и тие европски вредности и европската парадигма, тогаш дефинитивно мора да ставиме во контекст на нашиве Знаеш, Лазар, прилики. има една работа која ние овдека се обидуваме и викаше, барем јас цело време се повикувам, дали тоа со годините му иде или не знам со што е, колку повеќе старее се повикуваш на поговорки од минатото, тоа е видела жабата коња дигнал нога да се подкова, па и она дигна. Не, јас сум попристалицен на еден, ајде да си ние анализираме што нас ни треба. Значи, во ред е, Финска, Норвешка, Шведска, која Германија, не е дел од Европската унија, но Данска. е дел така. Сите тие има, да кажеме, друг пристап кон работиви. И најчесто, например, тоа е пристапот дека доколку јас сум, да кажеме, дел од општеството и допринесувам, тогаш општеството се грижи за мене. Кај нас го имаме се уште веројатно онај генетско сеќавање дека сме под османлиите, па се уште треба да се бориме против нив и веројатно заради тоа е таков нашиот пристап. Не се. Поентата ми е следна. Ние сакали или не да бидеме дел од тоа друштво, ако сакаме да бидеме дел од тоа друштво, ние ќе мораме да ги примениме тие вредности кои таму владеат. Ќе мораме да го направиме тој пристап и ќе мораме да дојдеме во ситуација Како тоа да го направиме тие вредности? Еве Јас се обидувам некако и ние еве сега се обидуваме со ова Да, некои вредности да промовираме. Со овие разговори, например, кои ги имаме, да кажеме, се обидуваме максимално на нашите луѓе прво да излеземе од сивилото. Значи, ева, јас и ти што го правиме, се ставаме пред македонската јавност да излеземе од сивилото и да поразговараме за овие теми. Кога ќе дојдеме во ситуација да тоа го направиме, веројатно ќе повлече некои други кои би сакале попаметни од нас. Да не речеме дека сме најпаметни, попаметни од нас да го направат истото и да споделат добри искуства и така натаму. Затоа реков, ајде да видиме ние прво што сакаме. Кога ќе видиме што сакаме, да се пресметаме. Значи секогаш отиди со ЕСАП на пазар. Браво. Дојди во Ево, ситуација и кажи, секоја част. дојди и кажи, ова ми одговара, нас не ни одговара безбедност и здравје при работа. Нас не ни одговара заштита при работа заради тоа што ние сметаме дека трудот треба да го, држиме на ниско платени гранки, треба да одиме со голем диапазон на заработувачки, така натаму, така ќе привлечеме странски инвестиции. Јас помеѓу платите да има што поголем. Да, тогаш би тоа таа ќе биде некоја најинтересно. негативна слика, да. И тогаш- Не негативна. Не сакам да ги Не. бојам негативна, позитивна, сакам да тоа што ни е нашиот интерес.
Ако ни е тоа нашиот интерес, тогаш да бидеме спремни за последиците. А тоа е дека голем број од сограѓаните кои нема да се сложат со овој концепт и речат палиме патиките, одиме да кажеме Германија. Да се навратам само бидејќи сакав да ја завршам и мислата по однос на состанокот во Европската агенција, да не го заборавам тоа кој е еден вид. Кога се дискутираше овој пат за теми беше пред се ќе издвојам, не сите. Ние на нашата веб страна ќе ги поставиме сите документи кои се врзани, кои јас ги добив и кои ќе можат да ги симнат на www.mzpr.org.mk. Него интересно ми беше пристапот кон една работа која ние ниту ја перцепираме. А тоа е вештачката интелигенција, роботизација и делот на прибирање на огромни бази на податоци. Сега ќе се зачудите зошто сето ова, например, го ставаме во контекст. Сега збориш за еднината на трудот и трудовиот концепт во европски па и светски рамки. Она што сакам овде тоа е посебна тема. Она што сакам овде да го загатнам, не дека ќе разговарам за тие и да го пренесам, би сакал да отвориме и една друга дискусија вака помеѓу мене и тебе. Но следниот пат. Што ни носи сето ова, а се уште не сме свесни. Дека веројатно веќе утре или следната година ќе бидеме сведоци во нашиот животен век дека се појавува првата вештачка интелигенција која ќе биде само доволна за самоучење. Тоа ќе биде првиот исчекор кој веројатно ние ќе го посведочиме. Роботизацијата и како се случува да сите поголеми фабрики веќе почнуваат на големо да користат роботи, и третиот дел е користењето или градењето на огромните бази на податоци. Нешто што секој ден слушаме, но многу малце разбираме. Зашто го поистоветува? Вика, зошто на одредени ситуации, например, работодавачот да нема пристап, да кажеме, до твојот комплетен здравствен картон, за да може да не те прераспредели на некое работно место каде што ти би бил заболен од карцином на работно место. Затоа тоа е многу чувствително прашање. Ама затоа е вредно да се продискутира. Секако се вреди да се дискутира. Ама она што сакав да го завршам и она што би сакал да го пренесам е дека искористив повторно и овој пат прилика да ја промовирам Македонија, да го промовирам Балканот со промотивното видео кое ние го всушност пуштивме на низ регионот, но и на национална географија и на оние спортски канали. Сега не знам дали беа 1, 2, 3, како и да е. Каде што имаше пофални зборови за баш од менаџерот кој у суштина има мрежата, Тим Трегенза, кај што рече секој пат од Балканот доаѓаат свежи идеи, добиваме позитивна енергија, добиваме многу добри насоки во тоа како би требало ние да ги водиме работите кога станува збор за комуникација со генералната популација. Мене особено ми беше чест да го слушнам тоа. Особено ми беше чест да бидам присутен таму, не заради друго, него заради тоа што ајде да сватиме дека ние не сме последната дупка на свиралото, него едноставно кога ќе се ослониме на своите интелектуални способности, тоа често пати го зборувам, па и добри работи спаѓат, а? Јас да ви се да ти благодарам вака што ја приврши оваа дискусија и мене ми даде потврда за многу пати каде што одам и каде што слушам зборови на охрабрување и пофални зборови за регионот и за работи кои што ги прават луѓе тука од Балканот, од Македонија и така натаму. Навистина, еве и со таа мисла може да завршиме денеска дека да, потенцијал има во нас, има кај нас, треба да го искористиме, да се вклучиме во процесите и да правиме нешто што ќе остави трага не само лично за нас, туку и пошироко за општеството. Тоа секогаш има плод кој што ќе го береме еден ден. Сите ние. Така. Клекнете лајкче, претплатете се, клекнете го и тоа звончето да ве информираме кога ќе излагат нови вакви видеозаписи и бидете член на ова добро друштво од МЗЗПР. Поздрав, пријатно. Пријатно.